Стотици бегалци викендов тргнаа пеш од Србија кон границата со Унгарија во знак на протест поради одлуката на Унгарија за затворање на границата за економските мигранти. Одмораат на магистралниот пат кон Србија пред да го продолжат патот кон границата со Унгарија. Покрај нив има и полициска патрола која ги следи уште откако тргнале од Белград. Мигрантите веќе пристигнале во Ингија, град на околу 40 километри северно од Србија во близина на границата со Унгарија. Унгарија неодамна ја засили контролата над мигрантите на јужната граница со Србија, дозволувајќи премин само за 30 луѓе дневно, и тоа главно семејства со мали деца. Поради оваа непопуларна одлука на унгарските власти, дел од мигрантите кои маршираат дури имаат и план како да го променат овој тренд во Унгарија за прием на мигранти. Велат дека неколкуте мигранти кои се наоѓаат близу границата ќе започнат штрајк за да бидат во центарот на вниманието и да ги информираат светските лидери за состојбата со бегалците. Уморени и исцрпени од нивното неколкумесечно патување, многу мигранти се принудени да изберат друга рута и со помош на трговците на луѓе да ја преминат границата. Со затворањето на балканската рута преку која минуваа илјадници мигранти од Сирија, Ирак, Авганистан и други војни жаришта од истокот, трговците главно се фокусираа на Србија и Македонија. Неодамна српската влада одобри распоредување на дополнителни полициски и воени екипи долж границите со Македонија и Бугарија, со цел да го спречи нелегалното влегување на мигранти од овие земји. Овие екипи ќе имаат и дополнителна задача да ги ловат шверцерите на луѓе и да им ги предадат на правосудните органи. Откако Унгарија воведе нови построги мерки за контрола на границите, во Србија дојде до значително зголемување на бројот на мигрантите. Според властите во Белград во моментов на територијата на земјата има околу 3000 мигранти и нивниот број се зголемува секој ден со по неколку стотици луѓе. Најмногу доаѓаат од Бугарија. Македонија исто така донесе одлука за зголемување на полициските и војните патроли долж границите со цел да се спречи евентуален нов миграцијски бран. Инаку во кампот Табановце во Куманово останаа само 73 бегалци од 7 земји од Азија и од Блискиот Исток. Бегалците на надлежните од кампот пред неколку дена им рекле дека не сакаат да одат никаде и сакаат да останат во кампот. Од МВР и од Центарот за управување со кризи велат дека кампот ќе постои се додека има таква потреба. Додека овие 73 бегалци се на сигурно во кампот, во Скопје во сигурна куќа се чуваат 20 бегалци жртви на криминални групи, кои имаат болни трауми или психички маки од тоа што преживеале. Некои од нив се и сведоци на меѓународни истраги.